Пред една година ја направив оваа цигла од земја и видете, уште е здрава, уште е цела и мака нема. Појака е од железо. А како ја направив оваа цигла, погледнете сега. Ајде сега да ви покажам како си направите цигли практично. Значи потребно ви е земја која што претходно сте ја тестирале дали има глина, ви треба слама и ви треба вода. Значи додавате вода во земјата, додавате слама и целото тоа го мешате. Го мешате додека целата таа смеса не стане компактна. Можете да мешате како мене со помош на вреќа, со помош на некое шаторско платно, а може едноставно и да го газите тоа со нози и да го мешате со раци, како вас ви одговара. Важно е сето тоа убаво да се измеша и да стане една компактна целина која што подоцна ќе ја ставите во калап, кој што претходно сте го направиле и ќе си оформите циглата. А калапот можете да го правите колкава сакате големина, значи ставате 4 штички во форма на правоаголник, во форма на коцка и тоа го пополнувате со оваа смеса. Го вадите калапот, ја сушите таа смеса и сте добиле цигла. Многу едноставно. Еве како што гледате, не треба многу мешање, неколку минути мешање треба, само не ставајте многу вода, да не биде премногу течна смесата, затоа што така потешко се формира и ви треба повеќе време да чекате да се исуши. Гледате веќе како изгледа таа смеса, почиња да си добива некоја конзистентност, некоја густина, како повеќе ја мешате, таа така се згуснува и веќе може да кажам дека мојата смеса е скоро готова. За секој случај ја промешувам уште малку. Но моментот кога ќе стане таа конзистентна или густа, кога ќе се соедини, веќе немате потреба од мешање. Односно, кога ќе ја свртите, например, ваќе видите дека таа се задржува една форма. Например, ја гледате, ова е форма како век на леп, што значи дека таа е скоро готова. Следно што правите, ја зимате формата која што претходно сте исковале. И ја ставате смесата во формата. Убаво набивате. Убаво ја полните. Убаво го полните калапот. Притискате убаво. Ставете колку можете повеќе кал во калапот, за да нема празнини во циглата и таа да ви биде појака. И ете, веќе имате циглата. Оставате малку да се засуши. Го вадите калапот и веќе имате цигла. Драги луѓе, се надевам дека видеото ви беше корисно и нека ова ви биде првиот чекор кон природна градба и кон учење како да си направите сопствено живеалиште. Ова видео го правам пред се за оние луѓе кои што можеби немаат да издвојат толку пари да си направат свое живеалиште и за оние луѓе кои што сакаат со своите две раце да си изградат сопствено живеалиште или дом, затоа што кога градите со своите раце, вие внесувате дел од себе во куќата. Така да вашата енергија ќе биде таму и да напоменам само доколку градите со земја, да си ги контролирате мислите и да градите кога сте расположени,
затоа што земјата памети. Тоа делува чудно, меѓутоа е точно. И така ова видео го направив за вас. Доколку ви е корисно ова видео, тогаш наградете ме со една претплата или станете членови на мојот канал. Јас ќе продолжам да снимам овакви интересни видеа поврзани со природна градба, иако таа природна градба не е многу популарна кај нас, јас сум зборувал во минатото многу за таа градба. Таа е застапена на нашето подневје, затоа што нашите предци граделе со природни материјали и можеме да видиме дека тие куќи одолеваат на времето, односно го положија тој тест на времето. Така да секогаш е добра опција да се има. Јас на мојот канал имам цела една плейлиста за тоа како се гради со земја или со природни материјали, затоа што кога градите од земја, не само што внесувате дел од себе во куќата, вие и помагате и на природата, затоа што кога таа куќа од земја ќе падне, на тоа место ќе остане само еден рид на кој што ќе може да живеат многу растенија, многу животинки и слично. Значи, вие ќе допринесете на природата, а нема да одземете од неа. Затоа што тоа е многу важно на денешницата. Знам дека поради брзиот начин на живот, поради тоа што сме принудени да преживееме, ние немаме време да мислиме за тие работи, посебно тука во Македонија. Тука кај нас е толку лоша ситуацијата што едноставно немам зборови за тоа. Не знам. Солзи ми идат кога мислам на тоа колку е лоша ситуацијата кај нас и едноставно не можам да коментирам. Поради тоа разбирам дека оваа природна градба е оставена последна кај нас, меѓутоа убаво е да се има и таа опција, можеби еден човек ќе се мотивира и ќе се изгради еколошка куќа од природни материјали, дали за туризам, дали за живење и слично. Затоа, како што кажав, тоа и помага на природата. Како што знаете и ќе видите на плейлистата која што имам, јас имам направено своја куќа од земја во која што поминав 15 години. Последната година, за жал, ја запуштив куќата и имотот затоа што патувам повеќе. Животот ме носи на сите страни, меѓутоа куќата е тука, обстојува и е доказ дека може и долгорочно да се живее во оваква куќа од земја. Доколку, како што кажав, ви се интересни овие теми, коментирајте. Јас ќе ви снимам видеа и за други видови на природна градба. Ова е само еден вид на природна градба со цигли кои што можете сами да си ги направите. Меѓутоа постојат уште многу други видови на природна градба. Па така коментирајте доколку сакате, јас ќе ви снимам и други видеа затоа што уживам кога снимам овакви видеа и уживам кога сум во контакт со земјата. Значи самата земја содржи во себе антидепресиви и ве прави да се чувствувате посрекни, поопуштени и позадоволни. А тоа на сите ни треба. Така да е уште една причина, плюс има многу причини. Градбата со природни материјали или со земја е во сите нас. Тој пример го кажувам секогаш, кога дете ќе почне да гради или кој ќе види кал, оно почнува да гради. Без никој да му каже, значи тоа го имаме вградено во себе, од Бога, од Креаторот и си го носиме цел живот. Сега дали ќе најдеме начин во ова брзо технолошко време да го изразиме, не знам, меѓутоа тоа го има во нас и доколку ве привлекува оков вид на градба, тогаш пробајте и ќе видите дека сите вие го имате тоа во себе. Сите ние сме градители, сите ние сме креатори. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео.
Се надевам дека ви се допадна. Пак да ве потсетам да се претплатите луѓе, затоа што на мојот канал само 20% од луѓето што ги гледаат видеата се претплатени. Не знам зашто е тоа така. Меѓутоа 20% се зголемува бројката. Морам да кажем дека каналот ми оди супер, меѓутоа доколку сите што гледате видеа би се претплатиле, тогаш мојот канал би бил одличен. Така да, претплатете се, доколку сте во можност станете членови, а ние се гледаме во некое мое наредно видео. До тогаш поздрав и секое добро.